Во просториите на општина Неготино денеска се презентираше иницијативата лица со пречки во развојот да продаваат списание, а со тоа работно да се ангажираат и да заработуваат. Лица со пречки во развојот во Неготино ќе го продаваат списанието лице в лице. Луѓе со ментална попреченост, корисници на услугите на дневниот центар за лица со посебни потреби Порака Неготино, од денеска ќе заработуваат продавајќи го магазинот кој е наменет за маргинализираните граѓани лице в лице, најавија од Порака Неготино на денешната презентација во салата за состаноци на општина Неготино. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов вели дека не се двоумел воопшто да ја поддржи идејата, затоа што Неготино е првиот град во Македонија после Скопје каде што се дистрибуира лице в лице. Ја продолжувам соработката со Порака и среќен сум што Неготино, после Скопје, досега ова списание лице в лице се дистрибуираше само во Скопје. Неготино е првиот град каде ќе биде дистрибуирано и ние како општина веќе партиципиравме во овој дел и редовно ќе партиципираме и ќе соработуваме со сите од Порака и сметам дека ваквите манифестации ќе зголемат и одговорноста на граѓаните и присетноста да се повеќе обрнат внимание кон сите ранливи категории, како лица вржуваме овие лица. Представничката на списанието Климентина Илиевска потенцираше дека со овој чекор Неготино влегува во интернационалната мрежа на улични весници кои што ги помагаат ранливите групи луѓе. Представничката пак од дневниот центар Душанка Златанова вели дека одлучиле да го продаваат весникот откако нивните корисници во Скопје успешно го продавале изминатиот месец во главниот град. Лице в лице чини 100 денари, а 50 денари од секој примерок остануваат за продавачот. Списанието постои од септември минатата година и досега има печатено 5 броја.